Денеска имавме состанок со менеджментот на Здравствен дом Скопје. Би рекол многу успешен состанок затоа што се договоривме, а и веќе Здравствен дом направи чекори во тој правец, да се набави нов апарат за магнетна резонанца од страна на Здравствен дом Скопје. Со набавката на апарат за магнетна резонанца сериозно ќе се подигне нивото на целиот здравствен дом. Имајќи предвид дека во здравствениот дом се набави апарат за компјутерска томографија, кој што е веќе ставен во функција, па со набавката на магнетна резонанца комплетно се заокружува сериозно високо ниво на диагностика во здравствениот дом Скопје. Со набавката на апарат за магнетна резонанца ќе се овозможи сериозно доближување на оваа услуга до сите оние на кои што тоа им е потребно, а особено имајќи во предвид дека ќе стане збор за пети апарат за магнетна резонанца во градот Скопје или 8 на ниво на Република Македонија. Сега има два апарати за магнетна резонанца на клиника, има еден во 8 септември и еден во Стара Градска. Овој ќе биде петиот апарат за магнетна резонанца во град Скопје. Процедурата ќе биде започната веднаш. Очекувано е некаде до средината на оваа година да се заврши процедурата за набавка и потоа до крајот на годината или почетокот на наредната година да биде испорачан да биде испорачен апаратот за магнетна резонанца и потоа да биде ставен и во функција. Инаку морам да забележам дека здравствениот дом се повеќе станува чувар на портите и на терцијерното здравство, но и на секундарното болничко здравство во Скопје. Само во минатата година, за 2016, се воведени нови 7 методи, за кои што се дадени над 7000 услуги. Оваа бројка сериозно ќе се зголемува наредната година, имајќи предвид дека некои од тие методи се воведени на почетокот на годината, некои на средината, некои на крајот на минатата година, што значи дека оваа бројка сериозно ќе се зголемува. Тоа значи дека овој број на пациенти, наместо да биле упатени од Здравствен дом Скопје на друго повисоко ниво на здравствена заштита, тоа е претежно или во 8 септември или на клиника, таа услуга за тие нови методи ги добиле овдека во Здравствениот дом во Скопје. Со тоа, како што кажав, Здравствениот дом Скопје прераснува во чувар на портите на и на терцијерното здравство, но и на секундарното болничко здравство во Скопје. Исто така разговаравме и за кадарот. Знаете дека Здравствениот дом Скопје сериозно го зајакнавме со нови специјализации, нови вработувања, нови превзимања на специјалисти од приватно во јавно здравство. Како резултат на тоа се отворија многу нови специјалистички кабинети или се овозможи работа на специјалистичките кабинети и во втора смена, со што сериозно се зголеми и бројот на услуги кои што се даваат на специјалистичко ниво. И генерално можам да заклучам дека со набавката на нови и најсовремени апарати, со возможувањето на нови специјализации, со возможувањето на нови вработувања, се овозможи и сериозно зголемување на или континуирано зголемување на бројот на услуги што се дава во Здравствениот дом во Скопје. За Здравствениот дом се планираат и уште неколку сериозни или круцијални проекти кои што уште повеќе ќе го устоличат Здравствениот дом како еден од сериозните стожери на здравството во Скопје, но и на здравството во Македонија, имајќи предвид дека сепак Здравствениот дом Скопје има по-специфична улога во однос на сите останати здравствени домови во државата. Станува збор за огромна институција со многу поликлиники, амбуланти и така натаму, кој што покрива голема територија. Сакам да честитам и на менеджментот и на сите вработени во Здравствениот дом Скопје за успешната работа и континуираниот развој на оваа сериозно значајна здравствена институција во Република Македонија. Од медицински аспект представува врв во диагностиката, каде што дава еден најдобар приказ, визуализација на дефинитивна и детална слика на внатрешни органи и меки ткива, неинвазивна метода, безболна и она што е важно, употребува неионизирачко зрачење.
така да е предност во однос на сите други диагностики во радиодиагностиката, бидејќи може да се повторува неколку пати снимањето, дава прецизна детекција на малигни заболувања и дава соодветен приказ на проширување на одредено малигно заболување. Во однос на диагностиката ги пратиме трендовите и сето она што може да се доближи на секундарно ниво, посебно со зајакнување на новите, со отварање на нови кабинети, посебно во најдисталните поликлиники, бидејќи во сите овие неколку години успеавме да со доближување на здравствената услуга према местото на живење, на тој начин да влијаеме и на квалитетот на животот на секој наш корисник. Од 2012 година се отворени 26 специјалистички кабинети, од кои само 10 во поликлиника Драчево како најдистална поликлиника. Сето тоа возможено со едукација, со превземање на 34 специјалисти од ПЗУ во ЈЗУ. Она што е важно, го следиме трендот на доближување на услугите и системска рационализација во сегментот на примарна, секундарна и терцијерна здравствена заштита и во 2016 година имаме 2200 пациенти помалку упатени на терцијерно ниво во однос на 2015 година. Така да сето тоа ја дава онаа слика, како што напомена министерот, на сериозно зајакнување на ресурсите и на капацитетите на институцијата. Ке продолжиме во тој тренд, инаку кабинетот за магнетна резонанција се планира во поликлиника Чаир да биде инсталиран, каде што ќе опфаќа 5 општини кои што гравитираат околу оваа поликлиника, меѓутоа и сите останати од градот ќе можат да ја добиваат оваа услуга. Само од овие 5 општини некаде бројката од 200 до 250 илјади граѓани кои што ќе можат да ја добиваат оваа услуга на секундарно ниво. И околу 1 милион денари е планирано за просторот да се адаптира. Тоа е простор во поликлиника Чаир кој што се ослободи од диализата каде што беше. Ке се адаптира просторот и постапката ќе започне веднаш да се подготвува за да можеме навремено да одговориме со инсталирање на апаратот. Благодарам. Благодариме, повелете со прашање на темата. Министра доктор Баевска заврши зимскиот распит, децата се враќаат во училиште. Дали е можно и температурите не е малку пораснат? Дали е можно повторен наплив на пациенти со грип? Па соодветно ја следиме ситуацијата и состојбата, значи се очекува бидејќи колективниот престој на учениците и во училиштата и во градинките дава простор за побрзо ширење на респираторни вирози и инфекти. Меѓутоа, треба да ја следиме состојбата. Денеска е прв ден од второто полугодие. Она што е важно, нели, како здравствен систем и кој што сме, нели, даватели на услуги, да се почитуваат препораките, да се одржува личната хигиена и останува сега да следниот период да ги пратиме бројките и состојбата како ќе биде. Во однос на давање на услуга, дежурните пунктови во главном во периодот на викенд ни се пооптеретени, што е и очекувано кога не работат матишните лекари. Инаку службата за итна помош работи во предвидениот број на давање на интервенции до 120-125 интервенции во период на викенд е бројката. Одговараме на интервенции каде што има покачена температура, меѓутоа ние не може да детектираме и да пријавиме дека станува збор за грип или грипозна состојба. Ние интервенираме во однос на повикот за покачена температура, а понатаму се упатуваат кај соодветен лекар понатака за понатамошна терапија. Дали расте ли се зголемува на пациентите и со симптоми, да кажеме, на грип со зголемена температура? Па во изминатата недела помалку имаме одговор на овој вид на интервенции, што е очекувано, бидејќи и празниците допринесоа, каде што, нели, таква е традицијата да сепак има собирање на едно место, а вообичаено еден од присутните има нека респираторна симптоматологија, меѓутоа минатата недела е помал бројот на повици во однос на оваа симптоматологија. Исто така би нагласила дека и службата Ало докторе навистина дава одговор на граѓаните, бележиме добар одзив на повиците, така да граѓаните се јавуваат за соодветна симптоматска терапија и совет како да постапуваат.